Здраво, здраво, наши другари! Добре дојдовте назад во нашата најинтересна училница. Ние имавме сега час предучилишна возраст, научивме што е село, а што е град, а сега имаме час за прво одделение, а тој час ни се вика мајчин јазик. Да. Така е. Добар ден, добро утро. Добро утро, дечиња од телевизиските екрани. Денеска ќе учиме односно ќе ја препознаеме буквата П, гласот П и гласот О. Со која буква да започнеме денес? Мислам дека вие можете да ни предложите. Во ред. Ќе започнеме со гласот О. О. А може да почнеме со една игра? Се разбира, ние многу сакаме игри. Секогаш. Сега ќе ја играме играта што најмногу ја сакаат дечињата од прво одделение, а тоа се вика на гласот О. Вие треба да кажете зборчиња што започнуваат на гласот О. Еве јас ќе ви дадам пример. Ајде. На О, око. Око. На О, огледало. На О, облак. 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 На О, омер. На О, орис. На О, О. Мојот другар Оливер. Оливер. Оливер? Тоа вие го рековте. А другарката? Оливера. Оливера, така. Се сетив. Се сети, браво, Цвештан. Ајде да видиме сега една презентација каде што ни се покажани зборовите кои почнуваат со буквата О. Гласот О. Прво ќе се запознаеме во прво одделение за гласот О, а понатака во второ ќе ги изучуваме подобро буквите. Еве го Цвајнштајн, додека ни ја отвара презентацијата. Цвајнштајн се обидува. Јас ќе ви кажам гласот О. Гласот О на почеток на зборчињата се наоѓа овде, што е ова? Очила. Очила. Потоа? Оган. Оган. Ограда. Ограда. А ова е? Оса. Оса. Ајде да провериме дали е тоа точно. Очила. Еве, овде се забележува буквата О. Подоцна ќе ја пишуваме буквата О. Потоа? Оган. Око. Око. Оса. Ограда. Ајде сега да помислиме каде ќе го слушнеме гласот О во средина на зборот. Вода, ама добро, овде имаме нешто. Полицаец имаме. Полицаец. Полицаец. Потоа? Лимонада. Лимонада или сок. 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 Да, бидејќи лимонада е жолта. Овде имаме едно Конче. Конј. А овдека има едно девојче. Ајде да видиме. Конј. Сок. Полицаец. И ова е девојче. Погледнете сликата убаво и пронајдете зборови кои почнуваат на О или ја содржат буквата О. Кој е годишно? Прво да започнеме збор каде што почнува со гласот О. Така. Облак. Што го кажав и пред малку. Точно. Облак. Потоа, оваа слика, што ни е представено на оваа слика? Природа. Потоа, ова е една? Полјана. Овде, што забележуваме? Сонце. Така, ние многу го сакаме сонцето, а исто така и сонцето е во форма на О. На О. О, така. И ова е годишното време пролет. Пролетта ни дојде одамна. Така. Дечиња, сакате ли да видиме Ајде. како се пишува буквата П? Прво,
Може да ни помогне нашето тело како се пишува буквата П? Се разбира? Да. Да. Што како ќе ни помогне? Епа, Ќе ми требате и двајцата. во ред. Цвештен вака направи со рачињата. Ајде, еве, направив. Ајде, Ана, и ти исто така. со дистанца, Ајде со дистанца, спојте се. Еве. Ова е буквата П. Буквата П. Ова е буквата П. И оваа дистанца, односно растојание, може да ни помогне во овие услови да држиме растојание, да бидеме заштитени, да не се заразуваме од оваа лоша болест што ни владее сега. Гениално. Ајде, сега нова вежба. Пред да ви ја покажам новата вежба, сакам да ви покажам како јас ги украсив овие букви. Еве буква П. Се извинувам. Мала грешка. Буквата О. буквата Еве ја О. буквата О. Така. Потоа искористив една салфетка од Великден и направив буква О. И кога веќе немав идеи, земав еден коноп и го врзав и повторно направив буква малце. Ај помогнете ми. Оваа еве и оваа буква О. Така. Ајде сега научивме од прилика како се пишува буквата О, односно ја препознавме буквата О во многу текстови. Сега ќе ви дадам едни реченици кои ги извадив од вашиот учебник за прво оделение и вашата задача е да ги заокружите буквите О во реченицата. Каде Добро. вие залипиле? Ајде вака, едниот ќе држи, другиот ќе заокружува. Ајде, еве. Може така? Еден Да, фломастер се ќе ни разбира. треба? Така, еве тама фломастерот. Може да пишува. Може. Ама морам да гледам. А можеш да гледаш? Да. Епа еве, не гледаш? Може и таму да закачиме ако сакате да Оле. залепиме. Оле, во оле е О. Така, добро, може и така. Може така се гледа. Да. Многу, многу О, така. е сака, немаме О. Сладолед. О. Сладолед. Затоа О. Постојано, овде има 3 дури. Така. Постојано. Оди Оди. во сладкарницата. Во сладкарницата немаме О. И купува, нема, сладолед. Со О. Од О. Чоколадо. И овде имаме 3 О. 1, 2, 3. Чоколадо. Чоколадо. Така. Сакате сега малце забава? Да. Сакаме, секогаш. Ако сакате забава, ќе ја добиете. Ова е сол. 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 Вие овде напишете буквата О. Ајде. Може Цвајштен. Се разбира. О. Еднаш Цвајштен, еднаш Ана. Така. Се може вака да напишам, чекај. Јас различно. Одлично. Може камерите да видат. Ова јас ќе го држам овде. Како Ана ја напиша буквата со, а за тоа ни помогна сол. Сол тап. Зборот сол, дали го содржи гласото? Да. Да, го содржи. Каде Сол го на средина. На средина. Сега ќе тргнеме на страна солта и истото ќе го направиме со помош, може Ана те молам Да, ќе држам тука. со помош на што е ова? Орис. Орис, така. Дали зборот орис го содржи гласот О? Го содржи, да, на почетокот на зборот. На Орис. почетокот на зборот. Јас треба да напишам О. О. Еве имаме О, тука се гледа. О. О. Сега може јас? Може. Ќе направам на мојот начин. На твојот препознатлив начин. Така е. Малку ми е крива ото, ама добро. Еве,
О. Така. Еве сега јас ќе ја напишам буквата О во воздухот. О. О, Може и вие тоа да го направите? се разбира? О, Може јас со нога да ја нацртам, например. О. Одлично. Може. Или со Одлично. рака, како балерина, ова би било О. Значи, пишувајќи ја буквата гласот О, вие можете да вежбате малце Да. гимнастика. О. Тоа е одлична идеја. Одлична идеја, а може исто така и вака да ја покажете кога ќе се споите вие двајца. Аха, значи вака никако. Не, може и вака. Еве јас О. о, О. О. Одлично. Одлично. Ете, Одиме супер. понатака со буквата П, со гласот П. Повторно ќе ја изиграме играта. На гласот. па, П. Јас ќе почнам. ајде. Портокал. На гласот П, папуча. Пипки за пијано. Пиперки. На П, плевна. Нешто што не смееме да го јадеме, ама ќе го кажам паштета. Паштета. П, Паце. П, природа. Природа. Пепел. Пепел. Некое име на П. Петар. Параскева. Марко. Не може. Параскева. Ми се допаѓа Параскева. Добро име. Добро. Ако ви Име на П. Петко. Петко го заборавивме. Како го Браво, заборавивме? Може Извини, да Петко. отвориме новата презентација за гласот О. Нема да ни се налути Петко, сепак го спомнавме, а крајот го краси делото. Ајде да видиме. Гласот П. Ето тоа доле. Еве го. Така. Гласот П на почетокот на зборот. Ова беа Патики патики, Пајажина. и пајак. пајак, кој Пајак. прави пајажина. Пајажина. Пајак кој прави пајажина. Пеперутка. Пеперутка, Печела. Пчела. 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 И твоето омилено годишно време? Моето омилено годишно време пролет. Пролет. Омилен. Да видиме. Патики. П. Патики. Пајак. Пајак. Пеперутка. Пчела. И пролет. Покрај тоа што го слушаме гласот на почетокот на зборовите, ние гласот П може да го слушнеме и во средина на зборовите. А овдека имаме се уште зборови Кои започнуваат. Ајде да завршиме. Прасе. Прасе. Прасе, Принцеза. принцеза, Полицаец. полицаец. Немец. Борете. Зборови во кои гласот П го има во средината и на крајот на зборот. Претходно ги спомнавме. Пиперки. 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 Ќуп. Овде каде се наоѓа На гласот? крајот од зборот. На крајот. Ова е кој град? Прилеп. Прилеп. Зборот прилеп започнува со гласот П и завршува со гласот П. Прилеп. Компјутер. Компјутер. Вие многу често сакате да работите на компјутер, а вашите родители што ви викаат? Немојте да работите на компјутерот. Престанете. А може да кажеме и Компјутер. лаптоп завршува со П. И првиот збор и вториот. Лаптоп. Лаптоп. Исто така ви викаат престанете. Престанете. Така. Потоа Джемпер. Джемпер. Каде се наоѓа гласот П? Во средината на зборот. Во средината на зборот. Топка. Топка. Гласот П се наоѓа во Во средината. на зборот. Значи забележавме дека гласот П може да се наоѓа на почетокот на зборот, може да се наоѓа на крајот од зборот, може да се наоѓа во средината на зборот, топка, да се наоѓа на почетокот и на крајот на зборот, Прилеп. Градот Херој. И да се навратиме на оваа презентација овде. Како што треба? Така. Да. Погледнете оваа слика убаво и пронајдете зборови
кои почнуваат на буквата П. Веќе кажавме дека е ова годишното време, Пролет. пролет, децата си играат на Полјана. полјана, еве, П, полјана, летаат Пеперутки. пеперутки, а ова е Природа. природа. Вие дали сакате да пеете? Секогаш наставничке. Не можеме да ја сопреме. Ана Бана само пее. Како започнува зборот пее? Со кој глас? Со П. Пее. Пее. Пее, пее. Таа пее Песни. песна, Така. песна, П. И пиле, Пиле. пиле, П. Пиле. Така. Па наставничке мислам дека веќе е за пауза. За пауза? Да. А може ли пред паузата да ви ги покажам овие прекрасни букви што ги направив за дечињата? Се разбира. Телевизија. Сакав да ги доработиме заедно, меѓутоа во некоја друга прилика. Еве една прекрасна буква П. И на неа има пеперутки. И на Да. има пеперутки. Истите овие работи што ги направивме со Цвајнштајн и со Ана како за буквата О, можете да ја направите и за буквата П. Одлично. Наставнички, ова децата може да си го прават по дома. Значи По го дома, имаме и П и О. да земат исто така орис, брашно, може би и да замесат пита со вашите баби, мајки со праз. Не Или ви го татковци, покажав дедовци. празот што го спремив, а е полн со витамини. П, праз. Ќе го завршиме овој час со праз полн со витамини. Така е, ви благодарам многу учителке. Ви благодарам и на вас. Ќе одиме со една кратка пауза и по таа пауза ќе се вратиме со следниот час. Се гледаме Општество. повторно.